Абе да си гей, да отидеш нели меѓу албанците, нели на Косово или не знам каде, абе треба одма да се ставиш на ригорозна диета. Нема педерни за лек. Еве, ај самите кажете, дали некој од вас која замислил албанец го замислил као педер? Тоа е невозможно да се замисли. Ај замислете албанец педер убечви со кечена глава, со истетовиран двоглав орел на градите и со мобилка у рукаш у секој момент може да употреби као бомба против органите на редот. Абе нема таков. Или ај замислете албанец педер со лакирани ногти со ташна Луи Витон у розови хеланки. Абе луѓе нема таква работа. И ај замислете албанска гей парада на која што се скандира Косово републик. Абе тоа не е возможно, бе луѓе. Меѓу албанците нема педери. Вашиот одговор е лага. Момент на вистината. Добро. Ме обори овој експеримент. Кога видов на Косово како е, шо направив? Правец у Германија. Мала ми да. Реши да ме запише да тренирам некој машки спорт. Али он немаше појма дека најмашките спортови у државата се уствари најпедерски. И јас затоа со кејфи ги тренирав. Например, многу сакав кошарка. У кошарка педерисувањето е апла. Например, кога сте виделе кога некој наш племејкер кога води топка. Абе наместо да тргне директно да ја закуце у тоа кошот, он цело време нешто се трти демек со тоа топката, демек никој да не му ја земе. Али најинтересен е оној противничкиот играч што го чува. Застанал вака зад него, ги расширил рацете и само му го потпикнуе. Оп на Чичо Лешничиња Уревчиња! Оп на Чичо Лешничиња Уревчиња! И кога ќе му го потпикне до крај, тогаш обично судијава свири фаул, а овој противничиот играч све нешто вака крева раце и се буни и вика: "Абе судија, не заебај, па не го фаулирав, глеј кај ми се рацете, немам со шо да го фаулирам." А овој судијава му вика: "Абе не ади гомна, не си го фаулирал, па гледај како го извадил јазикот." Ви велам, кошарката е супер за педери. Овој Меджик Џонсон, да кажеме, од шо закачи сида, шо мислите? Па и он многу сакаше да се трти под кошеви. Или овој да кажеме, зашо овој Мајкл Џордан толку долго остануваше со топката у ваздух? Па му беше страв да не слета на некој црнецки суџук у рекет. Не се, али и фудбалот е супер спорт, луѓе, леве, фудбал, даваш гол, нели, и трчаш, соблакаш дресот, соблакаш гаќиците, чорапите, копачките, легнеш на тревата и со душа чекаш да ти нарипаат 10 опасно запотени мужина на чело со голманот. Например, таков еден имавме мој клуб, многу згоден тип, он мене многу ме нервираше. Ке дае гол, ке се облече тоа дресот и педерот не дозволува да го фатиме. Само ни бега по цел терен. Али ова беше најинтересно. Беше полувреме, и у прво полувреме овој најдобриот противнички играч ни даде 2 гола. И овој тренерот на полувреме нервозен ми вика: "Кире, сопреку прво полувреме, како знаеш, иначе не ми искаче пред очи." Ја почна второто полувреме и кога сега памтам, противниците изведуваат корнер. И јас застанав зад овој најдобриот противнички играч и у тоа гужвата никој која не гледаше су му збрцал прс у гъс. Толку силно му го збрцав прстот у гъс, што му ги скинав гаќиците. И овој нервозен се врти и ми удира бокс. И судијата го виде само оној момент кога овој ми удира бокс. Му даде црвен картон на играчов, го извади надвор и ние така после направивме пресврт и ги тепавме со 3-2. После тоа, овој тренерот секоја утакмица мене ми даваше да ги чувам најдобрите противнички играчи и ја на сите им брцав прсу гъс, понекад цела рука им брцав и они редовно ми маваа боксу и добиваат црвени картони и ние секојаш така победуевме. На тој начин заиграв и за фудбалската репрезентација на Македонија. Ама и оттамо многу брзо ме избрка. Ама и од репрезентацијата многу брзо ме избрка кога почнав и на судиите да им брцам прсти у гъс.
Ама после сум се запишал на уметничко лизгање, без да знае татко ми. Уметничкото лизгање стварно има многу секс. Само штета што нема мушки двојки. Замислете, мушки двојки, па го креваш вака партнерот на една рука, па го вртиш вака као рулет, па го префрлаш на другата рука, го фаќаш, па го фрлаш, он прави двоструки ексел, ти го фаќаш вака пред тебе, па почнеш да го возиш по тоа мразот, па тука малце го тресеш, па го возиш по тоа мразот, го возиш, па тука го тресеш, па ако случајно ти е многу спор, искачаш пред него, имаш и за што да го повлечеш. После тоа се запишав на скокови во вода. Кога слушнав дека водата во нашите базени е ладна као кур, па јас сум одел таму и све на Г сум скокал. А знаете што е ова? Педер игра тенис. Тенисот е супер игра. Ја, например, многу си го сакам овој Новак Џоковиќ. Например, исто така многу го почитувам овој Роже Педерер. Исто така и овој е добар, не е лош, овој шпанецов Рафаел Мидал. Тенисот е стварно супер игра. Секојаш имаш рекет со дршка на кој што можеш да седнеш да се одмориш по напорните сетови. Ја така си тренирав спортови и татко ми гаеше надежи дека од мене ќе стане пичкин душмани наместо педер. Ама неговите